Благодарам подпредседателе, почитувана македонска јавност. Денеска дискутираме за најголемиот буџет во историјата на Република Македонија. Скоро двојно поголем од буџетите на ВМРО за кои сегашната позиција, односно власт, правеше протести, фарбаше споменици на македонските херои и плачеше по амбасади. Буџет кој власта планира да го полни благодарение на високата инфлација, а не врз основа на развојот на економијата. Со растот на инфлацијата расте сиромаштијата, расте нееднаквоста, расте јазот помеѓу богатите и сиромашните, расте неизвестноста, тоа се зголемува непредвидливост, пропаѓаат бизниси и имаме раст на трендот на иселување на државата. Анкетата на ИРИ јасно покажува дека 13%, само 13% од граѓаните сметаат дека државата ни се движи во правилна насока. Ова е најниско ниво од било која влада претходно во државата. И затоа и рейтингот на слугите на ДУИ, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е во катастрофален пат од цели 6%, поради погрешните политики кои ги водат и на внатрешен и на надворешен план. Владеачката партија секојдневно губи по 200 поддржувачи и е падната под историски најслабиот резултат уште од времето на Радмила Шекеринска. Политиките на национални предавства кои ги водат слугите на ДУИ, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а за кои не добиле согласност и поддршка од граѓаните на избори, во комбинација со катастрофалните економски политики кои ја водат државата во банкрот, се прашање од врвен национален приоритет, пред кој никој не смее да молчи. А секакви обиди за релативизација на овие проблеми треба да бидат сметани за антимакедонски чин, недржавнички, дури до степен на непријателски. Историски најголемиот дефицит од 700 милиони евра, што ќе донесе долг од над 64% од БДП, очигледно дека за владеачкото мнозинство не представува ништо. Погледнете ги изминатите години и направете споредба. Ова е најголем предвиден дефицит во историјата на Република Македонија. Со тоа се поставува прашањето дали државата не е доведена во состојба да нема да може да си ги плаќа обврските. Оваа влада планира да ги зголеми приходите во однос на лани за 590 милиони евра. Но Македонија нема економија која тоа може да го издржи. Ќе се зголеми приходот од казни за цели 6,8%. Односно по таа основа ќе се соберат 152 милиони евра повеќе од минатата година. Значи, удираме на санкции, на казни, на инспекции, по народот и по фирмите. Па кој има нека плаќа, а кој нема, тој ќе го придобиваме партиски. Во делот на задолжувањето, Македонија ќе се задолжи 1,5 милиарди евра. И кој ќе ги враќа тие пари? ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз што партали ја направија државата во изминативе години, сигурно не. Туку тоа ќе го прават идните генерации македонци, албанци, турци, власи, роми. На овој начин им ја крадеме, односно вие им ја крадете иднината на идните генерации. Предмет на оваа анализа јас би сакал да ми биде Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи во кратки црти. Ќе направам споредбена анализа на планираните и реализираните буџети од 2022 и 2023, како и за претходните години, кои покажуваат дека генерално буџетите се неразвојни, популистички, нереално планирани, со незначително учество на капиталната, односно на развојната компонента. Со еден збор кажано во овие буџети развојна компонента скоро и да нема. Да одиме со Министерството за одбрана. Во 2023 година се зголемува буџетот за 24%, односно за 13 милиарди денари, имаме зголемување на 17 милиарди денари. И ова е нереално и невозможно сценарио. Ниту една институција не реализирала буџет повеќе од 25% во услови на криза. Ваквиот буџет е нереален. Дека нереално се планира во изминативе години е доказ и овој буџет, каде на крајот на годината или на почетокот на годината се држат фамозните пресконференции за зголемен буџет, за подоцна истиот да биде ребалансиран. Пример за тоа е најголемата капитална програма планирана за 2023 година, изградба и реконструкција на објекти каде планирате да потрошите милијарди. А оваа година можно е да се заврши реалистично со максимум 300 милиони реализација. Ова е невозможна мисија, само празни ветувања. За споредба колку е нереалистично сценариото е фактот дека споредбено заклучно со трети квартал 2022 година, оваа година, како најкризна година,
каде наместо да има штедење, ви имате реализација на несуштински ставки, како што се договорните услуги, кои се реализирани со 73%, привремени вработувања со 65% и многу симптоматично и загрижувачки. Внимавајте, ставката на исплата по извршни исправи, која со ребаланс е драматично зголемена и има 100% на реализација. Имено првично сте ја планирале на износ од 69 милиони денари, за со ребаланс да ја зголемувате до 212 милиони денари и заклучно со трети квартал имате реализација од цели 100%. Се поставува прашањето, кој ќе сноси одговорност за нерационалното трошење на средства, пари од граѓаните, за исплати на претежно на права од работен однос и тие ја завршиле кај извршителите. Зошто Министерството за одбрана троши толку на извршители? Зошто навремено не се исплаќаат одлуките од судот што се донесени? Зошто да се дозволува да се заврши на извршител? Многу прашања се отвараат за анализа, но и за одговорност. И сега да продолжам додека Министерството за одбрана највеќе реализира за несуштински ставки. Најмалку реализација за капитални расходи, како развојна програма, каде заклучно со трети квартал реализацијата е само 15%. И да потенцирам од првично планираните 5 милиарди денари, со ребаланс ви се намалени на 3,8 милиарди денари. И истите се реализирани само 15% заклучно со октомври 22 година. И како идната година ќе планирате драстично зголемување на изградба и реконструкција на објекти, кога во 2022 година реализирате само 15%. Исто така паѓа во очи што намалувате дури 9% капитални расходи на модернизација во Министерството за одбрана и фактот што остануваат скоро на исто ниво капиталните расходи и интеграцијата во НАТО. Сега да потенцирам уште едно скандалозно трошење на пари на народот во Министерството за одбрана во 2021 и 2022 година и верувам дека ќе продолжи во 2023 година. Имено во Министерството за одбрана, по контраверзната уредба донесена на влада пред распишувањето на изборите, локалните избори во 2021 година. Континуирано повеќе од година дена се наградуваат вработени лица, партиски луѓе со надоместоци дури и до 30% од плата. Замислете во услови на најголемата здравствена, сега и енергетска криза, економска криза, потрошувачката кошничка е 51.000 денари, партиски луѓе си земаат награда. И плюс месечна плата, значи 200 евра. Примањата си одат околу 50 до 60.000 денари месечно. Секоја чест за тие вработени што таа награда си ја заслужиле, но јас ве убедувам дека најголемиот дел од тие се партиски луѓе. На крај сакам да потенцирам дека не води никаде ова вакво расипничко и популистичко однесување на власт. Од една страна популистички нереално се ветува и се планира, за да на крај се реализираат само несуштински програми и во текот на годината енорно да се крати за сметка на капиталните расходи. Секоја година иста слика, исти зборови за буџетот. Немате никаква визија, ниту за стратегија. Жално е за народот и за државата. Почитувана македонска јавност, токму затоа Македонија паѓа по воена моќ на светските ранглисти. Затоа што не се инвестира во војската и затоа што парите или ненаменски се трошат или алчно се крадат. А дека се крадат видовме и со набавката на инженериските машини со кои се гордееше претходната министерка за одбрана. Видовме и со резервните делови за оклопните транспортери во мандат на сегашната министерка за одбрана. За мене е несватливо во 21 век, во земја членка на НАТО, војниците да немаат парно грејење, односно да се пушта само по 1 час наутру, или вода за пиење во командата на најголемата единица и на местата на кои се изведуваат вежбовни активности, само поради неинвестирање или ненаменско трошење на средствата за кои денеска разговараме. Но затоа пак ќе се зголеми ставката за патни и дневни расходи за 36%, договорни услуги зголемување за цели 73% и секако тука имате зголемување и на привремените вработувања. До кога со такви случаи како Темел Користовски, професорот кој земаше пари од Министерството за одбрана, за да пишува во полза на коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Ништо ли не научивме и не научивте од сопствените грешки? Затоа сме најслаби во Европа, односно сме 6-ти од позади на светската ранглиста по воена моќ.
односно сме паднати за цели 12 места од моментот на доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз на власт во 2017 година. Затоа имаме се поголем одлив на професионални војници и на квалификуван кадар од армијата на Република Македонија, што очигледно на власта не и представува проблем, затоа што на местото на тој квалификуван кадар тие ќе си ги примат своите партиски полени од Социјалдемократскиот сојуз од Рачиново и за тоа дури и не се срамат јавно да го напишаат на нивната веб страница. Што се однесува до предвидениот буџет на Министерството за внатрешни работи, министерство кое треба да е символ на авторитетот на државата, а кое за жал не е. И министерство во кое во последно време со жалење може да констатираме дека наместо до полициските службеници ни бидат репрезент на државата, да ни бидат репрезент на законите, тие биваат исмевани и дури физички напаѓани додека се на должност. Министерство во кое токму поради слабото менаџирање и толерирање, односно покривање од страна на претпоставените, а тука пред се мислам на министерот за внатрешни господинот Оливер Спасовски, се создаде перцепција дека секој може да ни напаѓа полицајци. Министерството за внатрешни има зголемување на вкупниот буџет споредбено со 2022 година од околу 7%, и тоа од 11,8 милиарди денари на 12,6 милиарди денари. Тоа што е многу симптоматично и веднаш паѓа во очи е фактот што го потенцирав и на минатогодишната дискусија во однос на буџетот на Министерството за внатрешни. Тоа е најголемото зголемување има програмата администрација, односно поточно ставката за плати на доместоци од плати, која се зголемува за цели 54%. А најголемо намалување повторно има јакнењето на владењето на правото, со скратен буџет од цели 43%. И ова се повторува секоја година. И може да се видат и последиците кои ги трпат граѓаните од истото. А тоа е небезбедност, односно несигурност. Само два примери. 3 месеци Министерството за внатрешни работи, кој е влезен на министерот Спасовски, кој е влезен во 8 година на министерување, не може да открие лажни дојавувачи на поставени бомби. А во сред Скопје со експлозив ни се креваат банкомати во воздух. Да подсетам, од сред полициска станица беше украдено оружје и муниција, за кое никој до денеска не понесе одговорност. Јас секогаш сум се залагал за подобрување на стандардот на припадниците на безбедносните сили, на армијата, на Министерството за внатрешни, на безбедносните служби. Со зголемувањето на буџетот во програма реконструкција и опремување на згради за 52% се поставува прашањето дали ова раководство на Министерството за внатрешни работи има капацитет да ја реализира оваа капитална програма. Затоа што гледано од реализација на претходните години, Министерството за внатрешни не може да се пофали со висока реализација на капитални расходи, за сметка на тековните и непродуктивните расходи. За потврда на горе наведеното ќе се повикам на 6-месечниот извештај за реализација на буџетот на Министерството кој е објавен на нивната веб страница. Имено од реализацијата што таму може да се забележи дека Министерството за внатрешни експресно ги троши средствата за договорни услуги. На сите сметки и програми и нивната реализација за 6 месеци е близу 100%. Значи експерти сме за, односно сте за трошење на договорни услуги. Друга работа што може да се забележи за непродуктивните трошења е фактот што исто како и Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни има енормни исплати по извршни исплати, која ставка е целосно испразната буџетски заклучно со 6-тиот месец оваа година. Од предвидените на сметка 630 милиони, сите до денес се исплатени. Истото се однесува и на сметката 631 од 73 милиони предвидени, сите до денар се исплатени. Се поставува и прашањето за рационалното трошење, односно законското трошење на буџетските средства. Зошто се троши толку на извршители? Зошто не се почитуваат судските одлуки? И како ни работат правните сектори во Министерствата и за одбрана и за внатрешни работи? Проекцијата за буџетот за 2023 година не е ништо друго, туку јасен показател дека сме во вртоглав пат како држава. Народот е свесен во каква состојба ни е државата и секојдневно ги чувствува последиците од неодговорното и криминалното однесување на невисоките чинители на власта од ДУИ и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Очигледно е дека тоа што ние како опозиција го зборуваме и не е толку ни важно. Не е важно што во јавност излегуваат скандали од кои јасно се гледа алчноста на власта. Меѓутоа мора од тие причини да има пари за фирмата Pixel Group на кумот на премиерот, мора да има пари за патувањата на функционерите од власт, мора да има пари за општините што не плаќаат даноци, а нема да има пари за инвестиции во општините под раководство на ВМРО ДПМНЕ. И токму затоа многу е важно што вам како народни избраници на власта, ова ви е последен буџет кој под раководство на ДУИ ќе го гласате.
Народот види и колку знаете, и колку можете, и што сакате. Се е јасно, многу брзо народот ќе ви пресуди на избори. Благодарам на вниманието.